Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, стигнавме до глава 17 од втора книга Самуилова. Во овој дел од книгата ги следиме различните искуства и периоди од животот на Давид. Во првиот дел од самата книга читавме за неговите победи, а сега во вториот дел читаме и ќе читаме за неговите проблеми. Во текстовите кои ги обработуваме деновиве, забележуваме како неговиот син, момчето кое мислам дека го сакаше повеќе од се на овој свет, крена бунт против него. Всушност, Авесалом буквално дигна востание против неговиот татко и ова целосно му го скрши срцето на Давид. Тој реши да се повлече од Ерусалим, бидејќи не сакаше градот да се претвори во бојно поле и да биде уништен. Затоа побегна од градот. Давид го прати неговиот близок соработник Куши назад во Ерусалим, за да му се придружи на Авесалом и да му дава мудри совети. Од друга страна, Ахитофел, кој исто така му беше советник на Давид, доброволно премина на страната на Авесалом. Сега, во оваа глава ќе видиме како Ахитофел и Куши му даваа сосема различни совети на Авесалом. Нивните совети се контрадикторни во однос на тоа дали треба веднаш да го нападне својот татко Давид. Ахитофел сакаше Давид на вистина да биде погубен, а Куши само се преправаше дека го сака тоа. Глава 17, стихови 1 и 2. Тогаш му кажа Ахитофел на Авесалом: „Ке одберам 12.000 души и ке станам, ке одам да го гонам оваа ноќ Давид. Ке го нападнам, кога ќе биде изморен и со отпуштени раце, и ќе му влеам страв, и сите луѓе што се со него ќе се разбегаат, а јас ќе го убијам само царот.“ Со други зборови, Ахитофел вели дека ако Давид е елиминиран, бунтот веднаш ќе заврши и Авесалом без пречка ќе стане цар. Советот што го дава секако е суров и ужасен. Стихови 5 и 6. И Авесалом рече: „Повикајте го Куши аркиецот, да чуеме што ќе каже тој.“ Дојде Куши при Авесалом и Авесалом му рече велејки: „Еве што кажува Ахитофел, да постапам ли според зборовите негови? Ако пак не, кажи ти.“ Добро е што Куши беше таму, бидејќи тој предложи сосема поинаков план и неговата стратегија беше радикално поразлична. Тој му даде на Авесалом навистина добар совет, иако, за жал, Авесалом на крајот нема целосно да го послуша. Стихови 7 до 9. А Куши му рече на Авесалом: „Овој пат не е добар советот што го дал Ахитофел. Ти знаеш дека твојот татко и неговите луѓе се многу силни и раздразливи во нивните души, како мечка в поле чии малечки се грабнати. И татко ти е маж воин, тој нема да ноќева со луѓето. Ете, тој сега се крие во некоја пештера или на друго место. И ако некој падне при првиот напад врз нив, и ако чујат и кажат, разбиени се луѓето што тргнаа по Авесалом.“ Реално гледано, Куши му даде на вистина добар совет, но секако тоа го направи за да му помогне на Давид. Неговиот совет, наједноставно кажано, е следниов: „Авесалом, мора да сватиш дека ти не си војник, а ни оние што се со тебе не се искусни борци. Твојот татко е искусен воин. Тој го знае теренот како својата дланка. Тој е ветеран, цврст и издржлив, а со себе ги има и своите најмокни војници. Ти што туку го избрка татко ти, а и сите негови војници од Ерусалим. Тие луѓе сега се гневни и раздразнети. Тоа е исто како кога на некоја мечка ќе ги одземеш мечињата, за да ги врати назад, таа ќе се бори до последен здив. Станува двојно поопасна отколку вообичаено. Ете, токму таков е Давид во моментов. Би било чиста лудост да се обидеш да го нападнеш сега, а дури и да тргнеш во напад, па Давид и порано бил прогонуван. Саул со години го бркаше, па Давид научи како да му бега и како да го надитри. Тој сигурно нема да спие на отворено. Точно знае каде да се сокрие и како да побегне. Затоа, крајно безумно би било да тргнеш по татко ти. Дури и да тргнеш во потрага, што ако не успееш да го најдеш?
луѓето веднаш ќе рашират гласини дека ја губиш битката и тогаш ќе сватиш дека сите оние што привремено преминаа на твоја страна нема долго да останат со тебе. Стихови 11 и 12. Затоа јас советувам, нека се собере кај тебе сиот Израел, од Дан до Вирсавеја, во мноштво како песок крај морето, и ти самиот ќе тргнеш среде него, и тогаш ќе одиме против него, каде и да се наоѓа, ќе го нападнеме како што росата паѓа на земјата, и нема да му остане ни еден човек од сите оние што се со него. Куши всушност му вели: најважното нешто во моментов е да знаеш дека ти самиот уште не си подготвен да влезеш во битка. Ниту Ахитофел не е подготвен. Тоа што имаш неколку луѓе со тебе не ти гарантира ништо. Она што на вистина треба да го направиш е да го собереш сиот Израел. Добро подготви се за ова, па дури тогаш лично поведи ја војската во битка. Ако планираш да бидеш цар, едноставно мораш да го направиш тоа. Сети се, токму така твојот татко дојде на престолот. Тој пред се беше голем генерал. Ова беше советот на Кушии. Реално гледано, тоа беше добар совет, но воопшто не беше во корист на Авесалом, туку во корист на Давид. Овој план на Давид ќе му даде драгоцено време за да се прегрупира и подобро да се подготви. Стих 14. Тогаш рече Авесалом и сиот Израел: советот на Кушии е подобар од советот на Ахитофел. Така Господ пресуди да се осуети добриот совет на Ахитофел, за да навлече Господ зло врз Авесалом. Значи, Авесалом почувствува дека овој совет е многу подобар и искрено кажано, тоа навистина беше подобар совет, но долгорочно речено му одеше на прилог само на Давид. Потоа следуваше период во кој тие се обидуваа да ја соберат нацијата и да го обединат народот под водство на Авесалом. Во 26 стих ни се вели: и Израел се смести во логорот со Авесалом во Галаадската земја. Како што гледате, речиси цел Израел тргна по Давид, а Давид беше во бегство. Тој во својата младост бегаше и од Саул, но тоа беше поради гревот на Саул. Овој пат Давид бега од својот син Авесалом, затоа што самиот тој направи грев и ги трпи последиците. Стихови 27 до 29. Кога Давид стигна во Маханаим, Нахасовиот син Шови од Рава Амонска и Михар, Амиеловиот син од Лодевар и Галаачанецот Верзили од Рогелим донесоа 10 постели, 10 чинии и земјани садови, жито и јачмен, брашно и булгур, граф и леќа и печени зрна, мед и масло, овчо и кравјо сирење. Донесоа храна на Давид и на луѓето што беа со него, зашто тие си рекоа: народот е гладен и уморен и жедува во пустината. Давид всушност се наоѓаше во исклучително тешка позиција. Мораше да побегне на брзина, без никакви претходни подготовки. Но сега гледа дека околу себе има многу сојузници, бидејќи тие луѓе добро го познаваа Давид и веруваа дека тој треба да остане на престолот во Израел. Очигледно е дека имаше група на луѓе во Ерусалим кои немаа речиси никаква доверба во Авесалом. Сега доаѓаме до глава 18, ќе ги прочитаме првите 4 стихови. Давид ги прегледа луѓето што беа со него и постави над нив 1000 началници и стотници. Давид ги испрати луѓето, 1/3 под водство на Јоав, 1/3 под водство на Авеса, синот Саруев, братот Јоавов, 1/3 под водство на гечанецот Итај. Тогаш царот им рече на луѓето: и јас ќе дојдам со вас. Но луѓето му одговорија: не доаѓај, зашто ние и да избегаме, тоа нема да се забележи, и половината од нас да умре, тоа исто така нема да се забележи. Ти, бидејќи сам чиниш колку 10.000 од нас, затоа подобро е за нас да ни помагаш од градот. Царот им рече: што ќе најдете за добро, тоа и ќе го направам. И царот се задржа кај портите, и сиот народ излегуваше по стотици и по 1000. Началниците на Давидовата војска не му дозволија на Давид да оди со нив во борба.
бидејќи сметаа дека постои ризик тој да го изгуби животот. Интересно е тоа што иако Давид беше главен генерал на таа војска, сепак ги послуша. Стих 5. Царот им заповеда на Јоав, Авеса и Итај, велејки: зачувајте ми го момчето Авесалом. И сите слушнаа што им заповедаше царот на сите началници за Авесалом. Давид сакаше неговиот син Авесалом да биде поштеден, и сигурен сум дека неговите началници му рекоа дека ќе го поштедат, но длабоко во себе, сигурно секој од нив си рекол: само да го видам на бојното поле, веднаш ќе го убијам. Стихови 6 до 10. Излегоа луѓето во полето против израелците и започна битка во Ефремовата гора. И народот Израелов беше победен од Давидовите луѓе. Тој ден таму имаше голем пораз, беа убиени 20.000 души, а битката се прошири по целата онаа земја и гората проголта повеќе луѓе отколку што се истреби со мечот во тој ден. Авесалом се сретна со Давидовите слуги, тој јаваше маска. Кога маската навлезе под гранките на еден голем даб, косата на Авесалом му се заплетка во гранките од дабот и тој почна да виси меѓу небото и земјата, а маската што беше под него избега. Некој го виде тоа и му јави на Јоав велејки: ете, јас го видов Авесалом како виси на дабон. Мошне смешна сцена, зарем не? Косата на Авесалом се заплетка во гранките од еден даб, а маската која ја јаваше избега. Така, Авесалом беше заглавен на дрвото и висеше во воздух. Еден војник му кажа на Јоав дека го видел Авесалом како виси на дрвото. Што ќе направи Јоав? Ќе го послушали својот цар. Стихови 14 до 16. Изеде во рацете 3 стрели и ги забоде во срцето на Авесалом, кој уште беше жив на дабот. Тогаш го опколија Авесалом 10 момци, Јоавови оруженосци, го удираа и го умртвија. И затруби Јоав со труба и луѓето што го гонеа Израел се вратија, бидејќи Јоав го штедеше народот. Кога Авесалом беше убиен, Јоав им заповеда на војниците веќе да не се борат, бидејќи знаеше дека со тоа бунтот ќе биде задушен. Но, како што можете да забележите, тој не го послуша Давид, кој јасно побара од своите началници да го запазат животот на Авесалом. Може би Јоав предпоставуваше дека ако го фатат Авесалом жив и ако го однесат кај татко му, тој сигурно ќе го помилува. И потоа, само прашање на време е кога Авесалом повторно ќе направи некаков проблем. Затоа, убивајќи го, се осигура дека Авесалом нема веќе да биде препрека во владеењето на Давид. Стихови 19 до 22. Ахимаац, синот Садоков, му рече на Јоав: ќе трчам да му јавам на царот дека Господ преку својот суд го спаси од рацете на непријателите негови. Но Јоав му рече: нема да бидеш известувач на добра вест денес, друг ден ќе јавиш, а не денес, зашто царевиот син умре. Јоав му рече потоа на Куши: оди, јави му на царот што си видел. И Куши му се поклони на Јоав и отрча. Но Ахимаац, Садоковиот син, настојуваше и му велеше на Јоав: што и да биде, и јас ќе трчам по Куши. А Јоав му одговори: што ти треба да трчаш, синко? Добра вест нема да однесеш. Ахимаац сакаше да побрза и да оди кај царот за да му даде извештај за битката, но не знаеше што се случи со Авесалом. Стихови 23 до 30. Ахимаац рече: така нека биде, но јас ќе отрчам. Тогаш Јоав му рече: трчај. И Ахимаац потрча по напречен пат и го престигна Кушии. Во тоа време Давид седеше меѓу двете порти и стражарот излезе под вратната стреја од кај ѕидот, ги крена очите и виде: еден човек трча. И стражарот извика и му соопшти на царот, а царот рече: ако е сам, вест носи во устата своја. А оној се повеќе и повеќе се приближуваше. Стражарот виде друг човек дека трча и стражарот му викна на вратарот: ете, уште еден човек трча. Царот рече: и тој е известувач.
Стражарот рече, го гледам одењето на првиот, тоа прилега на одењето на Ахимаац, Садоковиот син. А царот рече, тој е добар човек и доаѓа со добра вест. Ахимаац извика и му рече на царот, мир, и му се поклони на царот со лицето до земја и рече, благословен Господ Бог твој, кој ги предаде луѓето што беа кренале рака против мојот господар царот. А царот праша, здраво ли е момчето Авесалом? Ахимаац одговори, видов голема мешаница, кога царскиот служител Јоав го испраќаше својот слуга, но не знам што стануваше таму. Царот рече, помести се и застани тука, и тој се помести и застана. Ахимаац му даде делумна информација на царот Давид. Мене овој човек ми е соодветна слика на некои проповедници, кои кога зборуваат во Божјо име, тие само зборуваат за Божјата љубов, но не и за човековиот грев. Тие го кажуваат само тоа што голем дел од луѓето сакаат да го слушнат. Стихови 31 до 33. Ете, пристигна и Куши по него, и Куши му рече на царот, добра вест за господарот мој царот. Господ ти направи денес правда, спасувајќи те од раката на сите што беа станале против тебе. А царот го праша Куши, здраво ли е момчето Авесалом? Куши одговори, да даде Бог со непријателите на мојот господар царот и со сите зломисленици против тебе да се случи истото што го снајде момчето. Пораката беше јасна, а Авесалом беше убиен. Како реагираше Давид на оваа информација? За тоа ќе размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.